време веќе за нашиот прв денешен гостин. Добро утро за Кени, или целосно име Гораст Китановски. Добро ти утро. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Добро утро, Искра. Кени, инако да појасниме дека е млад поет. Млад, не млад. Кени, не знам дали знаеш дека си ми дал одговор на едно прашање, еден проблем кој што долго време ме мачи, а тоа е како сум во утринската, имам сериозно проблем да го прифатам утрото. И ти имаш дадено една ваква многу убава твоја дефиниција дека всушност ние луѓето секоја вечер умираме и дека секој утро повторно се раѓаме. Што значи, јас си го интерпретирав дека секој ден ние треба да си славиме роден ден. Секој ден е роден Така нека го доаѓа, нели? Одлично. Ке си имате, верувам, убав разговор. Повели, Слободанка. Благодарам, Искра. Уште еднаш поздрав до тебе и добро утро, поздрав до сите наши гледачи. Добре ни дојде, Кени. Добро ве најдов. Еве пијам утринско кафе, а утринско кафе е кафето кое го пиеш наутро, а при тоа се уште не си легнал да спиеш. Така. Се надевам дека оно што и посакувам, еве, како што каже Искра, млад, со раното будење, не знам како си ке ми кажеш сега, но и би сакала и подобро малку да те запознаат гледачите, кој е Кени, со оглед на тоа дека... И јас би сакал да се запознам себе си подобро, да дознам кој е Кени. Така да, интересен ќе ни биде овој разговор, затоа што ваквите генерации, ваков дух, некој кој што носи во себе, секогаш не е добре дојден, поготово во утринските часови, да не насмее и да не расположи. Со оглед на тоа дека имаме и нешто преубаво да најавиме, а тоа е тој Радоз, со З, Радозен фест, каде што ќе имаме и музика, меѓутоа ќе се чита и поезија. Меѓутоа, најблиско сме до поезијата, или? Па не знам до што сме најблиску. Веројатно креативноста ја изразувам на тој начин на кој што ми се дава во моментот. Сега тоа може да биде дали преку поезија, дали преку филм, дали преку облека, дали преку можеби некој појадок, така да креативноста си заземам повеќе димензии. Каква порака упатуваме ова утро со твојата облека, со оглед на тоа дека интересен стил? Па еве кој што може да видиме оваа кошула изгледа како да има повеќе крпеници различни, е како еден мозаик од различни фигури, претпоставам дека и животот е таков. И со сите тие различни мозаици треба да си најдат едно единство и да функционираат заедно. Сега, кога сме кај единството и функционирањето заедно го проредили Кени таквото нешто во својот живот, барем до сега? Извини, уште не сум свиен, не те чув. Од тоа мозаикот што кажувме дека го, еве на самиот крај, кога веќе кажуваме дека го склопивме, дали ти го склопи барем до сега она што како идеја си го имаш и како реализација во животниот тек понатаму? Па се трудиме секој ден да живееме во единство со самите себе, бидејќи пред се сметам дека ние луѓето треба да живееме во единство со самите себе, па потоа да живееме и со другите луѓе во единство, бидејќи ние ако нема внатрешен мир, не може да живееме и со другите. Тоа е само нашиот немир каде рефлексии на другите луѓе, така да. Затоа јас филам, ние учиме од повозрастните, меѓутоа можеме многу да научиме и од вас помладите генерации. Од ова барем сега една како порака убава што ја испрати ова утро до сите и се надевам дека ќе ги допре. Единството, она што го објасни многу убаво. Ајде да појасниме сега и за она што сме тука, за Радозен фест. Зошто е името Радозен фест? Искрено појма немам. Јас не ги мислам работите, едноставно ми доаѓаат. Радозен фест, буквално ми дојде као визија, го видов името напишано Радозен фест. И прв пат се одржа во еден локален кафич во Скопје. Така. И многу интересно, кога дојдов вечерта дома и кога легнав да спијам, јас сакав фестивалот да продолжи во Охрид, пошто тоа е целта да продолжи некаде во природа, меѓутоа на сон ми се кажа да биде во Преспа. И викам, супер, Преспа, бидејќи Преспа ја го доживам како некој неоткриен потенцијал кој што го нуди природата. И сега го правиме во шортбас, меѓутоа е само второ продолжение и целта е да прерасне во мултимедијален фестивал кој што ќе се одржува некаде во природа. Ајде да појасниме еве и за она што го споменавме за првиот фестивал кој што се организираше, како тогаш поминавте и што се случуваше? Многу радосно поминавме, многу радосно и генерации, возраст, кои се присуствуваа? Па имавме од 20 години до 60, 70,
немавме, до 60 имавме, до 60 И имавме. што се прави на овој фестивал? На овој фестивал денеска што ќе се одржи, тоа е мини фестивала. Ќе имаме Мартин Анастасовски, ќе излезе со има преведено од таоизам, не знам точно која книга беше, меѓутоа ќе збори за таоизам малце. Ќе имаме Значи ќе имаме читање на поезија. Нема да има така- читање, нема ќе има туку? слемирање. Аха. Слем поезија. Слем Слем поезијата е различно во тоа што ти не го читаш текстот, туку рецитираш во моментот, значи можеш и да пееш, и да викаш, и да бидеш тивок, значи некако вид на театрален Само перформанс што е. сакав да кажам, Да. нешто малку и тука имаме и актерство, така? Има, да. Да, меѓутоа ќе има и музика, кој што... Имаме исклучителна можност да ни биде гостин Александар Чаповски, кој живее во Австралија. Одлично. Он е полумакедонец, полуирец, кој е роден во Австралија и е неверојатен музичар и денеска ќе имаме можност да го чуеме во живо. Ќе има Tiny Desk концерт, ќе имаме техно музика, тоа ќе пушта Анастас, имаме изложба на Eternity Tattoo студиото, е Петар и Симона, Лиле Јовановска ќе има нејзина изложба, имаме Тоалетна, тоа ќе е поетска листложба во тоалет. Тоа е моја поезија која што е напишана на тоалетна хартија и е поставена. Успеа да ја напишеш на тоалетна хартија? Па, што и да сакаш во животот, веројатно ќе најдеш некаков начин да... Да. А зошто баш на тоалетна хартија? Тоа многу ме интересира. Па, бидејќи тоалетна. Тоалетна, така? Па некако тоалетот е интимно место каде што сме самите, има сега зависи 15 секунди, минута, 2, 3, 5, додека си, зашто да биде само така, кога можеш нешто да прочиташ? Уметник си, дефинитивно, според она што јас во моментот го слушам и како ти разговараш и како размислуваш. Уметничка душа, но кога те прашав што си по вокација и слично, кажа дека си слободен човек, да. Слободен човек, кога велиме слободен човек, тоа значи што најмногу? Што правиме во слободно време? Тоа значи дека секој момент од мојот живот ја го диктирам онака како што сакам. Значи во секој момент го правам тоа што сакам да го правам. Јас, значи ако денеска мене ми се оди на планина, ќе одам на планина. Ако денеска мене ми се работи, денеска ќе работам. Значи немам некој предпоставен кој што ми кажува каде треба да одам и што треба да правам. Да правиш, така. Да. Тоа ми се допаѓа, тоа е оној слободен дух кој велиме дека па и треба сите ние тоа да го поседуваме, без разлика на работните обврски. Божјо право. Така, Божјо право да си уживаме во деновите кои што ни се дадени и да уживаме во она што ние си го сакаме. Во што најмногу уживаш покрај поезијата? Па веројатно уживам во мојата самотија, кога сум кај мене во Драчево во дворчи, кога сум само со небото и со земјата. Јас сум екстровертен интроверт. Значи обожавам луѓе да бидам со луѓе, меѓутоа исто така обожавам да бидам сам. Значи противно на тоа обожавам кога сум и со моите драги пријатели кои што сум благословен да имам многу блиски пријатели кои што многу си ги сакам. Сакам да поминувам време со некоја муза, да патувам, бидејќи кога патувам. Сега да, за патувањето сакав да поразговараме малку подетално, затоа што Македонија е Македонија, сигурно дека како што кажавме како слободен човек, нели ја шеташ и си ја доживувал на свој начин, затоа што вие уметниците некако малку и поинаку ги гледате работите и нештата. Ако јас го гледам дрвото, вие ќе најдете нешто сосем нешто друго на дрвото кое што ве привлекува. Знам за тие уметнички души, меѓутоа еве кога одиме и надвор од границите на Македонија, знам дека имате и снимено, јас ќе го споменам наш колега исто тука Исток, документарни, да кажеме, документирано вие сето она каде што шетате. Што е она што најмногу сакате? Еве како млади луѓе, слободни луѓе, да шетате и да го забележите. Па тоа би го додал, еден од проектите што ги работиме заедно со Исток Чаповски е документарниот филм Ние. Поточно не е документарен филм, тоа е као на еден начин платформа која што се вика Ние. Или Ние е идно време од јас и ти. Се започнам во автобусот со број 41, каде што јас така ја промовирав мојата прва книга, Better Times, која впрочем е рачно напишана и направи фотокопија од нејза. Ја промовирав книгата во автобус на одење и на враќање. Дали тоа што го гледаме, се извинувам? Тоа што го гледаме, сега ќе стигнеме до тоа. Во автобусот напишав еден стих и го
и на неколку листови напишав по еден стих и им го дав на луѓето да допишат песната. И они допишаа стихови. И на тој начин Одлична идеја, секоја рековме, чест. ајде да пишуваме книга со сите луѓе што ќе ги сретнеме низ Македонија. Браво. И на тој начин успеавме низ Македонија да напишеме повеќе од 300 песни и да снимиме документарен филм. Аха. И истото тоа сега го направивме пред 3 месеци, каде што бевме во Албанија, Црна Гора, Босна и Косово. И дававте таму да пишуваат, И таму им дававме да пишуваат поезија. Сега следи прашањето кој е најдобар во пишување поезија, дали ние македонците или останатите? Или дали не бивам Јас воопшто сум за космички поезија? патриот. Ја верувам дека сите сме браќа и сестри на овој свет. На овој свет, да. Меѓутоа Македонија премногу и македонците си ги сакаме и ние имаме и те каква историја на еминентни поети како Константин Миладинов, Клоча Рацин, Конески, Шопов и сега современите поети. Така да, веројатно најдобрите поети се оние кои што најубаво може да го опишат невидливиот свет, ја би рекол, без разлика од која националност Што е нешто доаѓаат. најмногу сакаш ти да го читаш во слободно време? Во слободно време, моментално го читам Омра Михаел Иванов. Тоа е што е она што како порака ја има во таа книга? Со оглед на тоа дека она од што можам да го забележам, премногу имаш прочитано книги, верувам. Не премногу. Може не ама доволно. Ама доволно, И добри да. автори. Доволно, да, со добри автори. Која е пораката во оваа книга што ја читаш во моментов? Па сика златни правила за секојдневниот живот. Предпоставувам дека е нешто такво. А Омра Михаел Иванов е еден од највлијателните духовници во 20-тиот век и што е многу интересно, он е од Битола, роден 1900 година. На 17 години се сели во Бугарија, се запозна со Петар Данов, кој е основоположник на Белото братство, 1937 оди во Франција, го учи францускиот јазик и таму почна да проповеда. И јас сикам, Господе, од толку духовници, тој највеќе што ме дирне битолченец, закон се викам. Он е многу едноставен, ствари. Веројатно тоа е големата историја на луѓето на едноставен начин, на комплексни работи, да кажат, на едноставен начин. Да. Кажавме многу интересно. Јас би сакала да се навратам на она што го гледавме во моментот и сакавме да го искоментираме. Значи, пишуваме рачно. Имаме книга која е рачно пишувана. Што е она што таму најмногу го пишува и што е она што таму го имаме како порака, која што може да ја споделиме. Дали можеш вака накратко во моментов, ако се согласиш, ако не и не мора, некоја поезија вака од тебе да ни произлезе. Јави се на телефон слободно. Кажавме дека нели во утринските часови кој ќе гледа може ме гледат, може би некој ме гледа. Да. Дали би сакал нешто така да слушнеме од тебе ова утро нешто како поезија и слично? Ова или било утро што и како да. поезија. Порака, со оглед на тоа дека знам преубаво тоа ќе го сториш. Не знам дали тоа би го сторил преубаво, меѓутоа би било Сигурна би сум било со оглед на и тоа дека имаше радиофоничен глас. И организацијата ни сика Радио Радосно Драчево. Да. Има нешто во Драчево, Радио Радосно Драчево, ќе кажам на луѓето кога сум од Драчево, така има мал момент. Така, меѓутоа гледај какви млади има во Драчево. Тие има, моменти да, нека да. ги дрнат сега на страна. Дали еве од твојата поезија било што, некоја една реченица било што и да. Има една песна сика Дом. Дом, тој внатрешен, невидлив свет. Дом за пеперутки и умелено нокивалиште на демони. Ој ти стопане, засветли со древни светлини, истерај црни сеништа, та домот е твој, не давај секој овде да ти преспива, посади шарени цветови, изоре бавча зелена, изгради кров до небеса и остави сонце да ти варди чергата. Браво. Секоја чест. Знаев дека ова ќе звучи вака убаво. Ајде повторно сега, со оглед на тоа, јас забележувам кон часовникот, времето убаво Уште ни колку време поминува, има? уште 5 минутки имаме. Супер. Да, па да ги искористиме, уште еднаш еве за Радозен фест. Еве, за ја би се навратил фестивалот. на филмот, Добро. Бидејќи овој сите проекти ми се многу драги. Значи, ја организира фестивали во Драчево кој се вика Драчевски фестивал. И имаме сеј бренд кој го лансираме. Кога ќе слушнеме Драчевски фестивал, мислиме Не, дека не е има- фестивал, Аха. фештивал. Фештивал, Да, да. се Со мора некој- да не со нешто постои. мора да биде поинаку, да. Исто и ние не можам да изберам кој проект ми е најдраг, меѓутоа еве сега бидејќи гледам дека иде поезијата од ние, мене ми е многу драго што сме успеале да собереме 506, не знам колку каква е бројката, меѓутоа околу 500-600 песни се. Се што спие и сонува сон, за кој се зборува на согласки,
Сега тука ракописот љубовта, ај за љубовта е Да, ние го суштината на даваме моето првиот. постоење, која ја наоѓам во мирисот на твојот бакнеш. Кој го напиша ова? Не знам. Обично некогаш луѓето се потпишуваат, некогаш не. Одлично. Ако денес е мојот посебен ден, ќе ги соберам сите на едно место и така натаму. Па, многу интересно на вистина. Искра, би знаела ли да напишеш некаква поезија во моментов ако ти дојде нешто да напишеш? Ајде ќе ти оставам неколку минутки дали ќе можеш или не. Не, некој нов стил, да. Еве, знаеш ли дека ние разговаравме за ова што сега го гледаме, дека се нели она луѓето кои што им е дадено во моментот да напишат нешто како вид на поезија. Еве како знаат. И јас затоа велам дека ние како македонци па ние сме биле големи поети. Па сме. Да, сигурно имаме и ние скриени таленти со колешката, Знаеш меѓутоа не сме го открили до зависи сега. моментот сега во Да, 7:30 секако. наутро некако не знам, не ми оди. Да. Интересно на вистина и сето вие ова го имате. Колку песни има? Не знам бројка, меѓутоа многу. 400 вечерва ќе бидат Каде ги најдете изложени. сите тие луѓе ваква А поезија меѓутоа да ние сме пишуваат? шетале во многу градови во Македонија и во исто И се согласуваат, така да напишат? 90% се согласуваат, бидејќи ние некој си седи на кафица, ти му се убацуваш Аха. и онака. И што би било? Да, можам да напишам. Да, нешто. да, особено во Сараево бевме многу изненадени колку беа културни луѓето. Некогаш јас се да. заљубив и во Сараево и тоа патување ми е многу при срце, бидејќи и за тој пат има визија и сон дека треба да идеме на тие места и многу беше интересно кога многу работи се затвараа пред да одиме, меѓутоа имав таков мир, бидејќи бевме 5 луѓе и требаше да идеме со една наша кола, меѓутоа не успеавме со таа кола да одиме. И јас сум као мирен, брат ми каве, како ќе одиме, нели панече, викам, не знам, ќе испадне некако. Ќе испадне некако. Па тука испадна еден другар имаше контакт во Милак, отидовме кај нив и како ние идеме, викаме, дечки, сакаме да го правиме ова и ова, ни треба возило, тие беа толку културни, ни викаат, нема проблем, пошто луѓето, посебно и во бизнис заедницата што забележувам, дека ако те осете дека ти го сакаш тоа вистински, излегуваат во пресера. Така да јас сум многу благодарен веќе ми да ни помогна, без нив на некој начин може и немаше ни да отидеме. Исто така овој проект ни го поддржа Рајко, Рајко е меѓународна платформа која е финансирана од Министерство за надворешни работи на Германија. Предходниот проект не го има поддржано British Council и што мене ми е многу интересно што македонски институции не поддржале. А тоа секогаш го странски слушаме, институции да. не За било што и да е, поддржуваат, верувај. меѓутоа мене се радувам бидејќи за Драчевски фестивал ни помогнаа македонски бизнисмени, така да гледам дека се буди свеста кај македонските бизнисмени Тоа е дека одлична информација. гледа дека треба да се вложи во уметноста, бидејќи уметноста е духовна храна на некој начин И вие уметниците како убаво си го гледате светот со поинакви очи, со поинаков дух и си уживате во секојдневието, блазен Со си. третото. Со трето, со четврто, со какво и да, и во раните утренски часови еве како заеме да уживаме, така? Да. Дали се помина убаво, тоа многу сакам да знам. Леле, ја немам спиено, така да не знам, ова ми е као сон се и многу ми е нереално дека сум у 7:30 на телевизија. Ке ти пратиме после делче од Да, да ми разговорот. пратите делче од разговорот. Да погледнеш за... Да ми увери дека стварно Да. сум дошол тука. И еве сега ќе те оставам на свој начин да ги поканиш гледачите или оние да пренесат порака што е она што денеска ќе се случува и за фестивалот уште еднаш. Јас ги поканувам сите гледачи да го живеат животот секој ден како да им е последен, да ги сакаат сите други кои што се сакаат себе си, доста се делиме, бидејќи живееме, да не се преправаме, живееме во многу тешко време. Сите имаме некакви предизвици, некакви проблеми, така да престанеме да се преправаме дека не знам што, туку да гледаме си помогнеме. Ова не беше најидеалната порака или нешто Одлично така е. звучеше, меѓутоа тоа ми дојде Одлично од... е, да. Значи денеска Радозен фест. Радозен фест во Шортбас од 19 часот, имаме богата програма, дојдете и да имаме и Ана Голечка Джикова ќе пее, значи ќе пееме староградски песни и ќе има open mic, така да одлична за секого програма. по нешто има, дојдете, Само видете. што сакав истото да го кажам за секого по нешто. Многу ти благодарам што беше дел од И ви нашата благодарам, утренска Ема. програма. Не секој дневен гостин, мора да признаеме И тоа. она што е, еве, позитивната страна, до тогаш, до почетокот, имаш, речиси 12 часа се наспиеш. Да. Ако ништо друго. Аве ми многу пожари за гасање измеѓу време, така да не знам. Благодарам многу и успешни фестивали и понатаму Ви благодарам. посакувам и се гледаме за следен некој настан да промовираме.